на табелата. На финалето имајќи предвид дека Тунис веќе е место она што води во финалето, Полска и Јапонија се елиминирани од таа група. Миркуловски оби да комбинира на линијата од 6 метри, не прифаќа Никола Марковски, меѓутоа продолжува нападот нашата репрезентација со Ѓоргиевски и Манасков на крилните позиции, со Марковски и Стоилов на линијата од 6 метри. Манасков е првиот обид со помош на директот Манасков отвора за водство на македонската репрезентација со 1:0. Мирен напад, ќе видиме македонските ракометари секако дека се амбицирани и по вчерашната изворена партија против Шпанија, во која што 50 на минути беа рамноправни, па и во поголем дел од надпреварот подобар противник, но како што велат и тие и селекторот Червар, сето тоа веќе исто. Навивачи секако дека на овој празничен ден, на овој голем дел на македонскиот народ ќе се обидат да дадат максимум и уште една на првенството досега, кој што има изворени перформанси, погледнете кога е на среден бек, за да му помогне на Миркуловски, за да вкрстат, за да направат проблем на противничката одбрана, особено кога играат 7:6. И сега 2:0 со првиот погодок на најдобриот стрелец на светскиот шампионат, кој што го постигнува 38-иот свој гол. И што сакаат да го наметнат, Македонија има своја игра, ќе играме 7:6. Еве сега Дрогришки имаше позиција за влеси, веднаш доаѓа до немаше. Имајќи предвид дека левата бековска позиција не е доста млада, неискусна. Еве го Дрогришки, сепак прв погодок за водство со 3:0, има и жолт картон. Да, и оно што Видевски го зборувавме вчера по надпреварот против Шпанија со селекторот Червар, да проработат голманите, да покаже дека имаат квалитет. Каулев досега има одлични настапи, нема во овој надпревар, во овој немаше таму кој да прифати по ова неуспешно обидување на Кристијансон, еден од пикерите на репрезентацијата на Исланд. Харасон, Пал Густавсон е еден Лазаров од Барселона и сегашниот на Манасков. Ворај Некан, еве го импресионира, не греши. А тој најмалку треба да греши 30 репрезентативец на Исланд. Ова е негов 329, по кој што засега во овие 5,5 минути Македонија игра како што посакува. Како што сите може да посакуваат. Одличен старт, 3 погодок, 3 голмански интервенции, веднаш е направена разликата. Манасков оди сега на позиција на втор пикер со Филип Лазаров, нема да шутира, има овде прекашок, прими удар на бековските позиции, затоа што имаме исклучување. Миркуловски беше исклучен во онација воопшто на овој надпревар. Лазаров го бара Ѓоргиевски под закана на пасивен напад, ќе мора блок да се прави за шут. Дрогришки не минува, меѓутоа Стоилов прифаќа прекрасно, изротира. Еве го Стоилов, игра во голем стил, во голема форма на овој шампионат. Четврти погодок за Македонија, водство 4:0, иако Призна и французите кои што со многу стручњаци и аналитичари ги следат. Аргентинците Грило Лопес и Ленси тоа веднаш го санкционира. Инаку информација за гледачите, тоа на судиска двојка што го отвори шампионатот со надпреварот меѓу Словенија и повтор пат многу лесно намалува на 4:3. На 2 пати сме казнети, меѓутоа реков тоа е составен дел од таа игра 7:6, мора да играме стабилно, да го намалиме Франција во меца и воопшто во ракометниот свет. Ѓоргиевски не е позиција ова за влеса, Миркуловски се врати, мина неговата казна и обиграно од гол на гол, ќе успее да погоди, успева голманот Густавсон, негов прв погодок за изравнување на 4:4. До 7-та минута практично имавме 4:0, а еве веќе за 2 минути или на истекот на погодоци. За судиските одлуки, особено во последните 10 на минути од синоќешниот меч со Шпанија, не би сакале судиите одново да бидат актери во еден надпревар. Каде што го гледаме Талевски и Неловски, ево го Талевски е сега во игра, не поради нивниот неквалитет, туку искуството да се проигра на крило. Па од тука реков вчера многу малку топки беа упатени до Манасков. Еве сега Стоилов успева да спаси, но да видиме и ново фаул велата настап во осми на финалето. Уште повеќе по одличната игра што имавме против Шпанија, но се бројат победите, се бројат до тука ќе оди 2 минути надвор од клупа, а нашиот капитен Лазаров во обид да го постигне првиот погодок од 7 метри на овој против одличниот голман Густавсон. Успеа да го поремети во одбраната. Протестира Густавсон, кој беше најдобар играч на претходниот надпревар што Исланд го играше. И успеа да го... Еве го и новиот Смарсон, новиот сред
Evo го Смарсон, организатор на играта, се придода одново Сигурдсон. Карасон знае да распали лево раки од Карасон. Сега ова е веќе позиција да се мисли на завршиција, но знае од сите буквално бековски места. Од 9 метри, но Лазаров има многу повеќе, ако сега не се реши на удар, одлично Мир Куловски за Стојлов, овој со лопа ги решава сите дилеми. Втор погодок за изравнување 6:6. Имаме комбинаторика во нападот, ситуациите 7:6 ги решаваме. Иако можеби исландјаните сигурно го следили за квалитетите на 28-годишниот десен бек на Хановер. Гари Карасон го постигнува и својот втор погодок за нова минимална предност на исландјаните. До пред неколку месеци беше негов соиграч во Барселона и новиот негов соиграч во Рајн-Некар, Дејан Мановсков. Мир Куловски. 8:6, инаку застанавме кај Карасон, десниот бек, вредите главно бараат влез на линијата од 6 метри. Георгиевски сега ќе оди како втор пивот и тоа е една од комбинациите што постојано или повремено ќе се форсира во ситуација кога играме 6:6. Сега Лазаров и одбрана. Ево го Карасон. Споменавме колку може да биде опасен, а баш и не мораше да го оправда сето тоа. И тој слично како Кирил Лазаров во неколку напади на Колев. Успеа да одбрани. Нема простор за против напад. Мир Куловски. Разредена беше одбраната. Еве сега одлично Лазаров за Георгиевски во втората статива. 7:9. Успеаме да прекинеме една сосема солидна серија по 6-6, 9-6, одново 3-0, претходно и 5-0 една серија има исландјаните и комплетно го свртеа резултатот по оној наш добар почеток, кога по 7 минути отворивме Колев и нема да заборавиме дека Колев отвори одлично со 3 интервенции, потоа го подзаборавивме, но еве го нанижува нови две и ја враќа Македонија во позиција за нов напад и нов погодок, вкупно трет за Лазаров, 8 за Македонија и еве два брзи гола. По 17 минути игра за намалена предност на Исланд на 9:8. Една фајтерска игра од двете страни, забележуваме оваа топка, меѓутоа беше внатре во полето. Шеста интервенција за Колев, ќе продолжи нападот на исландјаните со уфрлање од 9 метри. Манасков бара да биде изгледивте. Лино Червар ги опомена нашите ракометари дека ако треба од некого да се очекува да шутира, тоа е Карасон и на десната бековска позиција. Талески има позиција сега за Мановсков и еве го во дуел со противничкиот голман Пал Густавсон. Уште еден погодок за Дејан Мановсков за навалување на 9:10. Негов втор гол од 3 обиди на овој надпревар. Инаку вкупно Дејан Мановсков еден од најдобрите на ова светско првенство. Биеше со број 13 Гудмунсон. Реагира публиката затоа што премногу кредит му дадоа на Гудмунсон да бие, а потоа некако премногу чека што да реша, дали е тоа бивање, меѓутоа се одби некако од него Дејан Мановсков и успеа да го постигне првиот гол Кристијансон. 20 минути Исланд води со 11 на нивото на овие врвни надпревари на европски репрезентации. Едноставно чека предолго. Еве го сега тоа како да е потик за Мир Куловски, прв негов погодок намалува на 11:10. Ништо до онаа брза игра, брз центар на исландјаните се чувствува. Сега Мир Куловски, Лазаров. Нуди тука провокација една имаше тука од Карасон. Да ги измави судиите дека бил удрен. Двајцата изворени десни бекови, двајцата лево раки снайперисти во двете селекции. Погледнете уште еднаш. Да, но сам се намести, имаше тука лакно деби, неговото деби на ова светско првенство. Да му посакаме да се приклучи на одличните игри на Стојлов во текот на целова првенство и на Марковски, кој што имаше вчера брилијантно остварување против Шпанија. Лазаров бара простор и грубо на него, да тоа беше за 2 минути, но само жолт картон за Арнарсон кој ја заследи одбраната, но претходно го замени и Кристијансон во нападот на Исланд, некота на Кристијан Штат. Ние продолжуваме со напад. Лазаров од огромна далечина, еве го проектилот на Лазаров. Четврти поголок и Македонија одново практично почнува
od 0. Od 0. 11 sprema 11. Се вративме пона одлична серија 5-0, потоа и 3-0 на исладјаните. Пона негатива од 6-9 во 15-та минута. Реков, тоа е еден нов квалитет. Има падови во нашата игра, не успеваме да се вратиме, а тоа е најважно. Сега изгубуваме и техничка грешка. Таму на линијата од 9 метри, практично каде што исладјаните ја градеа акција. Технички грешки, ние направивме 39 на претходните надпревари. Исланд на исто така на 4 средби, само една помалку. Лазаров се советува со Миркуловски, а заедно со Талевски ја комплетираат бековската тројка, како да се оди со ова акција. Одново сме со два пикера, со Марасков и Георгиевски на крилните позиции. 9 метри, Лазаров ќе одли на шут, Талевски, Миркуловски. Еве позиција, Пешевски поставил. Го отвори Колев овој надпревар. На спротивната страна Густавсон само 2. Видиме сега. Над главата на Колев. Што е во последните неколку напади. Миркуловски, Талевски. По топка кон Пешевски, Магнусон, Кирил Лазаров, но тешко е оттука од 6 метри. Еве уште една казна. Некако не беше ова идеална топка за Пешевски, прекратко беше, ниска за да успе да прифати и сега Исланд. На пивотмените одигра доста тешки надпревари Стоилов и Марковски, па сега имаат можност да менуваат, да видиме. Велат судиите дека ова е глума, но ќе може. Од 2-0 може сега да биде прекината. Сега многу агресивно на него Арнасон, одина Лазаров. Арнасон е еден од главните столбови во одбраната на репрезентацијата на Исланд. Играч на Кристијанштад има 201 сантиметар. Ево го Лазаров, имаше простор, сега проигрува. Ево го вишокот. И она што пред малку не успеа, сега и тоа како кога остана сам со противничкиот голман и широк агол за Георгиевски 12. И ево што да го и престап, да видиме. Го погоди топката во глава. Ова е најдоброто издание на Кирил Колев. Без друго на ова светско првенство и треба да му се честита. Тој е дебитант, а највозрастниот голман во оваа група Б што се игра во Мец. Меѓутоа ова се одлични негови. Имаме 12-13 и можност одново да израмниме. Миркуловски, Лазаров е на среден. Убава асистенција на линијата, меѓутоа Густавсон трета интервенција, а таму од гол на гол успеваат да погодат исландјаните по третата одбрана на Густавсон. Не забележав најдобро дали Сигурдсон ја прифати оваа одбиена топка. Да. Браво, се врати во вистински момент. Девета интервенција на Колев. Заврши малку и со ногата чинам во дирекот. Доста бавно одеше исландјаните, како да нема идеја да завршуваат. Не, ево го капитенот и сепак не. Чинам дека се е во ред со Колев и напушти играта, кој има потреба да му се укаже лекарска помош, меѓутоа одлична интервенција. Голови од контра, Македонија 19 до пред почетокот на мечот, да видиме сега. Кирил Лазаров 13-14. И можеше се очекува такво нешто, доста простор од линијата од 9 метри. Петти негов гол од 6 добиди. И ева Македонија одново на -7 во последните 2 минути од првото полувреме. Лазаров бара Манасков топка. Него забележа Кирил Лазаров. Погледнете, Манасков е како во офсайд. На семафорот во салата, па веројатно ќе завршуваат некаде на истекот, да не остават многу простор за нашата репрезентација и токму тоа го прави Карас. За 15 спрема 13 и е во обид брзо да минеме на противничката половина, во меѓувреме се комплетира исландскиот состав. Има 10 секунди Лазаров, меѓутоа поставен е блок. Да видиме сега, можеме да бидеме и казнети. Нема да оди од гол на гол, но 5 секунди доволно време, иако грешат исландјаните. Не својствено во една ваква транзиција да сгрешат